За вашето утрешно мени ви предлагаме да подготвите: за предјадење писмо погача, како главно јадење кордон руж, за десерт седмо небо. Од најниската точка на планетата, од местото за кое се водеа епски војни, од најчистото море во светот, 8 пати посолено и неповрзано со други мориња. Оттаму ви ја носиме најквалитетната морска сол. Морска сол од мртво море. Добро е да знаеш што ставаш во јадењето. Зачин К+, произведен од органски сув зеленчук, мирисни зачини со најдобар квалитет, надополнет со калиумова сол и без адитиви. Тоа е рецептот за врвен зачин. Зачин К+. Добро е да знаеш што ставаш во јадењето. Хималајска сол содржи 84 елементи повеќе од обичната сол, кои се совпаѓаат со елементите во нашето тело. Овозможува 23 пати повеќе размена на вода во организмот од обичната сол, 84 причини повеќе и 23 пати подобра од обичната сол. Хималајска сол. Прв македонски антидиетален производ. Манџа за вкусна манџа. Мешавина на зачини за подготовка на нашите традиционални јадења. На лесен начин до неверојатно вкусни. Компир манџа, тавче гравче, сочно ќофте, гулаш, шпагети болонјезе. Почестете се со најдобрите телешка, шкембе и рибја чорба. Манџа за вкусна манџа. За вашето утрешно мени како предјадење ви предлагаме да подготвите писмо погача. Земаме еден поголем длабок сад и во него ја ставаме киселата вода. Потоа во садот го рониме свежиот квасец и додаваме една лажица шеќер, и сол. Со рака мешаме и постепено додаваме од брашното. Со рака во садот го месиме тестото додека стане мазно како за пита. Потоа работната маса ја наросуваме со брашно и тестото од садот го префрламе на работната маса. Со раце го разлекуваме тестото во долгнавеста форма, од која со нож сечеме 12 еднакви парчиња. Секој од парчињата уште еднаш го размесуваме со рака, а потоа со сукалка го расукуваме во кора со големина начинија. Ја попрскуваме со масло за јадење. По 3 кори редиме една врз друга. И најгорната ја наросуваме со брашно. Потоа од корите расукуваме со сукалка една голема кора. Во длабок сад ги мешаме дробеното сирење и урдата и ги кршиме 3 јајца. Расуканата кора ја попрскуваме со масло за јадење и ја филуваме со претходно подготвениот фил. Потоа кората ја преклопуваме на 1/3 и ја попрскуваме со масло за јадење. Уште еднаш ја преклопуваме за да добиеме форма на лента и повторно попрскуваме со масло за јадење. Кората ја преклопуваме уште 2 пати. Со масло и со помош на четка ја намрсуваме тавата во која ќе ги печеме 9 табави. И преклопеното тесто уште еднаш го попрскуваме со масло за јадење и сите 4 краја ги собираме во едно. Вака подготвените теста ги ставаме во тавата за печење. Од озгоре ги попрскуваме со масло за јадење. Тавата ја ставаме во фурна да се пече 20 на минути на температура од 250 степени.
Потоа секоја од парчињата го вадиме на чинија за сервирање. Украсуваме со една топка кисела павлака на средината и со гранче копар. Потребно време за подготовка на ова предјадење е 40 минути. Со ова јадење ви предлагаме да се напиете квалитетно суво црвено вино од сортата на грозје Вранец со темно рубин црвена боја и арома на суви сливи, капини и рибизли. Се служи на температура од 16 до 18 степени. Од киселата вода изројнетиот квасец, шеќерот, сол и брашното замесете тесто. Поделете го на 12 еднакви делови. Разлечете кори со големина на чинија и по 3 кори редете една врз друга. Разлечете голема кора. Нанесете фило дробено сирење, урда и јајца. Преклопете ја кората во форма на плитко. Попрскувајќи со масло при секое преклопување. Постапката повторете ја со другите кори и наредете ги погачите во тава за печење. Испечете, сервирајте и украсете. Добар апетит! За вашето утрешно мени како главно јадење ви предлагаме да подготвите кордон руж. Прво месото го посолуваме. Го нарасуваме и со мелен црн пипер. Врз месото ставаме најлонска фолија и го толчиме со дрвен чук. Ја отстрануваме фолијата. Врз едната половина од месото ги редиме парчињата кашкавал. Врз кашкавалот ги ставаме парчињата печеница. Месото го преклопуваме и го зацврстуваме со чепкалки. Потоа во тенџере налеваме вода. Тенџерето го ставаме на оган. На оган ставаме и тава за пржење. Во неја додаваме путер и масло за јадење. Месото го валкаме во брашно од сите страни. Потоа го ставаме на загреаната мрснотија да се пржи. За време на пржењето месото го превртуваме, за да биде убаво испржено од сите страни. Во тенџерето со зовриена вода на оган пак ја ставаме коцката за супа да се вари. Откако месото е испржено, го вадиме од тавата и го ставаме на чинија. Во тавата во која се пржеше месото го додаваме црвеното вино. Со црпалка во тавата додаваме и од супата. Потоа месото повторно го враќаме во тавата. Го оставаме да се динста. Месото го превртуваме за време на динстањето. Во сад ставаме 2 лажици брашно и го размешуваме со супа. Мешаме со жицата за матење, за да се соединат со стојките. Потоа смесата ја додаваме во тавата со месото на оган. Мешаме со жицата за матење и додаваме од размешаното брашно. Во тавата налеваме од супата. На чинијата за сервирање ставаме лист зелена салата. Врз неа 3 шери томато и гранчиња француски макдонос. Потоа на чинијата ги ставаме половинките претходно сварен компир. Ги редиме и обарената брокула и карфиолот. Варените моркови ги сечкаме на парчиња, па и нив ги ставаме на чинијата. Месото го вадиме од тавата и го ставаме на даската за сечење. Ги отстрануваме чепкалките и го ставаме месото на чинијата за сервирање. Месото го преливаме со сосот од тавата.
Со ова јадење ви предлагаме да се напиете квалитетно суво црвено вино од сортата на грозје Мерло со рубин црвена боја и арома на презреано грозје, мед и смеса на карамелизирани шумски плодови. Се служи на температура од 16 до 18 степени. Зачинетото месо истлочете го, наредете ги парчињата кашкавали и пршута, преклопете го и зацврстете со чепкалки. Набрашнете го месото и спржете го и ставете го на чинија. Во тавата додадете ги виното и супа од коцка. Вратете го месото, издинстете, ставете на чинија и отстранете ги чепкалките. Брашното размешајте го со супа, додадете го во тавата и варете додека сосот згусне. Сервирајте го парчето кордон руж со претходно сварен зеленчук и нанесете од сосот од тавата. Добар апетит! Како десерт за вашето утрешно мени, ви предлагаме да подготвите седмо небо. Кршиме 5 јајца и ги делиме белките од жолчките. Белките ги ставаме во сад за матење, а жолчките во поголем длабок сад. Ги матиме белките со миксер. Потоа во садот додаваме 5 лажици шеќер. Откако шеќерот ќе се растопи, го исклучуваме миксерот. Во садот со мелените ореви додаваме 2 лажици брашно. Мешаме со лажица. Потоа оревите ги додаваме во садот за матење. Мешаме со лажица додека смесата не се соедини. Во тава за печење ставаме една обланда со рамната страна надолу. Врз обландата го нанесуваме тестото за пандишпанот. Тавата ја ставаме во рерна. Печеме 15 на минути на температура од 200 степени. Преостанатите 5 јајца ги кршиме и ги двоиме белките од жолчките. Белките ги ставаме во сад за матење, а жолчките ги додаваме во садот со претходните 5 жолчки. Ги матиме белките со миксер. Додаваме 5 лажици шеќер. Откако шеќерот ќе се растопи, го исклучуваме миксерот. Во садот со какаото додаваме 2 лажици брашно. Мешаме со лажица. Потоа какаото го додаваме во садот за матење. Мешаме со лажица додека смесата не се соедини. Во тава за печење ставаме обланда со рамната страна надолу. Врз обландата го нанесуваме кафеното тесто за пандишпан. Тавата ја ставаме во рерна. Печеме 15 на минути на температура од 200 степени. Во меѓувреме го подготвуваме филот. Жолчките ги ставаме во сад за матење. Додаваме 10 лажици шеќер. Матиме со миксер додека шеќерот не се растопи. Потоа во садот додаваме млеко. Додаваме и 6 лажици брашно. Во садот го додаваме преостанатото млеко. Откако смесата ќе се соедини, го исклучуваме миксерот. Смесата ја претураме во поголем длабок сад. Садот со кремот го ставаме да се вари на пареа. Мешаме за време на варењето. Го тргаме садот од оган. Почнуваме да матиме со миксер. Го враќаме садот на оган. Откако кремот ќе добие потребната густина, го тргаме садот од оган. По кратко време го исклучуваме миксерот. Го ставаме садот на работната маса. Оставаме кремот да се излади. Тавата со кафениот пандишпан ја вадиме од рерна.
Во сад за матење го ставаме путерот. Со миксер го матиме путерот. Го исклучуваме миксерот. Во садот додаваме од изладениот крем. Повторно матиме со миксер. Го исклучуваме миксерот. Повторно додаваме крем. Матиме со миксер додека филот не се соедини. Од филот нанесуваме врз кафениот пандишпан. Со нож ја филуваме кората. Врз филот ја ставаме обландата со белиот пандишпан. Притискаме со раце за да се залепи со филот. Врз белиот пандишпан го нанесуваме преостанатиот фил. Со нож ја филуваме целата кора. Ги отсекуваме краевите на колачот. Потоа колачот го сечеме на коцки. Секое парче од колачот седмо небо го украсуваме со зашекерена цреша. 4 парчиња ставаме начинија за колачи. Со овој десерт ви предлагаме да се напиете квалитетно суво бело вино од сортата на грозје Шардоне со арома на овошје и сладникав вкус. Се служи на температура од 10 до 12 степени. На крај напијте се филџан топло и вкусно македонско црно кафе. На здравје! Од 5 белки и преостанатите состојки подгответе смеса. Нанесете ја на обланда во тава и испечете. На ист начин подгответе го и вториот пандишпан. Жолчките изматете ги со шеќерот, додадете ги брашното и млекото. На паре ја сварете крем. Изладете го и соединете го со изматениот путер. Со фил премачкајте го кафениот пандишпан. Нанесете го белиот и филувајте. Исечете го колачот на коцки. Украсете и сервирајте. Добар апетит! Зачин К+, произведен од органски сув зеленчук, мирисни зачини со најдобар квалитет, надополнет со калиумова сол и без адитиви. Тоа е рецептот за врвен зачин. Зачин К+. Добро е да знаеш што ставаш во јадењето. Од најниската точка на планетата, од местото за кое се водеа епски војни, од најчистото море во светот, 8 пати посолено и неповрзано со други мориња. Оттаму ви ја носиме најквалитетната морска сол. Морска сол од мртво море. Добро е да знаеш што ставаш во јадењето. Прв македонски антидиетален производ. Манџа за вкусна манџа. Мешавина на зачини за подготовка на нашите традиционални јадења. На лесен начин до неверојатно вкусни. Компир манџа, тавче гравче, сочно ќофте, гулаш, шпагети болонјезе. Почестете се со најдобрите телешка, шкембе и рибја чорба. Манџа за вкусна манџа. Хималајска сол содржи 84 елементи повеќе од обичната сол, кои се совпаѓаат со елементите во нашето тело. Овозможува 23 пати повеќе размена на вода во организмот од обичната сол, 84 причини повеќе и 23 пати подобра од обичната сол. Хималајска сол. Се надеваме дека со нашиот избор на јадења ви помогнавме да се одлучите што вкусно да сготвите за утре, а за следната емисија ви подготвуваме
За предјадење шкотско јајце. Како главно јадење Караđорđeva шницла. За десерт Шварцвалд торта.